Нема некој што подобро ја опишал Македонија, и тоа хируршки прецизно. Ова е еден од безбројните написи на социјалните мрежи со кои граѓаните се простуваат од драмскиот мак Горан Стефановски. Во друг напис стои: чувството што го споделуваме вечерва, тоа е идентитетот. Познатиот македонски драмски писател почина синоќа на 66 годишна возраст во Кентербери, Англија, мало градче во близина на Лондон, каде што живееше и работеше последните 20 години. Роден е во Битола на 27 април 1952, завршил англиски јазик и книжевност на катедрата на Филолошкиот факултет во Скопје. Студирал и драматургија на Театарската академија на Универзитетот во Белград, каде што воедно и магистрирал, и тоа на тема сценските нападствија како основа на драматургијата на Семуел Бекет. Во 70-тите години работел во драмската редакција на телевизија Скопје, а потоа и како асистент на Скопскиот филолошки факултет. Од 1978 бил асистент, а од 1986 и професор по драматургија на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Од 99-та драматургија предавал и на Универзитетот во Кент. Стефановски беше член на Друштвото на писатели на Македонија, член и на Македонскиот пен центар. Беше и дописен член на МАНУ. Важеше за исклучителен познавач на англиската книжевност, особено на делата на Вилијам Шекспир. Со појавата на Стефановски, современата македонска драма доживува невиден успех, особено со неговите драми Јане Задрогас, Диво месо, Лед во место, Хај-фај, Дупло дно, Тетовирани души, Чернодрински се враќа дома, Демонот од Дебармало и многу други. Веднаш по неговата смрт, синоќа граѓани на Фејсбук почнаа да бараат огнени јазици, веднаш да се врати на репертоарот на драмскиот театар, едно од последните ремек дела на кои што работеше познатата тројка: Стефановски, режисерот Слободан Унковски и Златко Оридјански како автор на музиката. Стефановски воедно беше автор и на телевизиските драми Клинч, Сослушувањето на железничарот, но и на ТВ сериите Тумба, Тумба Дивина, но и легендарната Бушава азбука со која растеа многу генерации. Во негова чест, во духот на серијата, од синоќа на социјалните мрежи се споделува буквата Г. Тој воедно го напиша и сценариото за филмот До Балчак. Се чини дека се подзаборава и фактот дека токму Горан беше автор на текстовите на неколку од текстовите на култната рок група Лепи Сол. Добитник е на награда Столе Попов на 11 октомври, 2 стеријни награди, 4 награди на фестивалот Војдан Чернодрински. Театарската критичарка Лилјана Мазова во една своја рецензија потсетува дека Диво месо на Горан Стефановски во изведба на Драмскиот театар. Преизведбата ја имала на крајот од 1979-та. Веќе следната година ги собрала речиси сите можни награди на некогашниот Ју театарски простор. Таа изведба во режија на Слободан Унковски беше прогласена за најдобра представа во театарот во Македонија воопшто во 20 век. Повторно беше поставена во Драмски во 2000 година, овој пат во режија на Александар Поповски и повторно гостуваше низ цела театарска Европа.